Здраво на сите! Добре дојдовте во моето ново видео во кое што денеска ќе одговараме на нешто што се вика first time take, односно кога нешто си направил прв пат и повеќе валјда да раскажеш околу тоа. Не знам, ја вакви видеа имам гледано дали едно или две во животов, али знам у глобала тоа се прави и некако чудесно ми текна дека постат вакви видеа и викам тоа е интересно, ај малку ја да го снимам. Ги немам читано сега, прв пат ги палам прашањава, така да ќе идеме рандом што ќе видам, тоа ќе одговарам во моментот. Вика првата апликација која ја проверуваш во Насабајл. Добро, тоа не е со прв пат, али ќе го одговориме, нема врска. Прва апликација, не знам, одма палам Instagram и одма палам Messenger. Да видам кој ми пишал додека сум спиел. Така да тоа проверувам прво на телефон. И нормално дали има позиви и после мејлови и така натаму. Прва скршена коска. Прва единствена коска ми се двете на ракава, кога имам раскажувано, мислам дека неколку пати више на овој канал, дека имам скршена рака и тоа додека се лизгавме, го правевме буквално со најлон, го мазневме да е мразот ко гледало буквално, и реков за последен пат да се пуштам, а претходно се пуштавме 2 сати на тоа се лизгавме, викаме за последен пат се пуштам и тоа паднав директно на раката, ја скршив и ми стаја, не знам, нешто штрафови со плочка, не знам како беше, па не, тоа ми стаја плочка и после правев уште една операција после 6 месеци да ми ја извадат и добро, сега е све окей. И што сум зборлес денес сум многу расположен нешто. Прва држава што имаш посетено да не е твојата. Валјда Србија, не можам се сетам. Проблемот претпоставувам дека со повеќето од овие ќе биде што не можам се сетам, али мислам дека е Србија. Прв Instagram, Twitter или Facebook пост. Па за Twitter и за Facebook треба барам 3 дена, а за Instagram валја ќе доскролам, зашто немам валја премногу слики. Имам доста, али немам премногу. Идеме, скроламе. Имам и брижено на Instagram слики, али сега што ми стои ко еве ова ми е ко прв пост сега што ми стои, не знам дали е прв ever, можно и прв за секојаш, али у моментов ова е тоа што стои ко најстаро на Instagram од мене. Иначе ова ми е куќато што си го имав многу долги години, на крај нека го отру. Некам воопшто не се потсетувам на тие моменти, зашто се многу болни и е куќе што најмногу си го сакав од сите. Па прв пат кога се возел со авион, тоа и го документирав на мојот YouTube канал и го направив за специјал за 30.000, така да можете да го видите. Таму прв јутубер на кој си субскрайбнал. Би сакал да кажам дека е PewDiePie, да верувам дека е PewDiePie зашто ми е омилен, али поима немам на кој имам прв субскрайбнато. Не знам, еве да речеме PewDiePie зашто го следам стварно од многу одамна. Може би он бил првиот, зашто ако не е он, тоа не ми текнува кој е. Мојата прва кола. Ке почекаме за тоа. Мојот прв селебрити краш. Не знам. Може би кажал Селена Гомес. Од тие времиња што ги памтам од Наш свет со постерине, со чудана, може би била Селена Гомес, слуше, онака прв селебрити краш. Стварно не знам. Ета, ќе кажеме Селена Гомес нека. Мојот прв телефон, за жал не го чувам тој. Сега ќе ви покажам што чувам ако го најдам брзо. Еве, ви кажам дека са жемија, тоа не го чувам, тоа е одговор на прашањето, иначе чувам, ова е некој си Alcatel. Изгледа вака и гледа како му е камерчот и ова го чувам, мислам дека не функционира воопшто веќе. Ама да, ова ми беше еден од тие телефони што сум ги сочувал и валјда единствено што го чувам. И не знам зашто го чувам, али ета нека стои. Ке биде мирно пред да почнеш да снимаш и во моментот кој ќе уклучиш камерата, кучиња лаат надвор, комшијата ја коси тревата, па еден викнал мајстори му ја цела куќа му ја креват у воздух. Тоа е мојот вакво, така да ако слушате нешто надвор, само игнорирајте. Знаете што е. Мојот прв кис. Ајде и тоа да биде да го споделам со вас, најкринч ситуација во живот. Бев која деление валја 5 или 6, не знам. И седевме на летниковец пред школа и на тој летниковец седевме некои 5-6 души и беше нели девојчето што си се свиѓавме валјда и еден другар мој буквално зарад другите не гледа, зашто бевме собрани поише луѓе на летниковец, ја стави вака јакната, не покри нас демек за да не се гледа што правиме и тогаш ја бакнав и тоа беше најкраткото и најужасното нешто, најкринч нешто
али да, тоа беше мојот first kiss. Негде во 5 или 6 појма немам. Мојот прв страв, не знам што ми бил прв страв. Дали ќе ме издаде, пак ми тече нос и пак ќе се разболувам, а машало одамна се неав разболен и еве сега пак. Мајка ми измислуваше еден фиктивен лик наречен Мирза, може. Зарем се викала Мирза? Тоа постои и ко босанско име, се знам. Не знам. Еве да речеме дека се викала Мирза. И таа ти е најголема вампирка, вештарка, најстрашно нешто што ти можеш да го замислиш како малечок. И ако не бидеш мирен, ако не, тоа обично ја и сестра ми како мали кога бевме, кога спиевме у спална ќе идеме таму кај неа. И она ни викаше, ако не заспиете, ако не сте мирни, ќе ви дојде Мирза. Така да, може би тоа би било прв страв, не знам. Тоа ми текна ако нака најдалечно од што би се плашало мало дете. Така да ете, нека биде тоа. Мојата прва работа, никогаш сум немал работа. Ако ова се рачуна ко работа, што јас не го гледам воопшто така, тогаш ете нека биде ова. Прв странски јазик што сум го научил, англиски. Прво милениче. Леле, може би беше она кученцено пани што беше многу малечко, црно, бело, сладко суштество и на сабајле ме будеше нонстоп. Ќе дојде у кревет и буквално ме лижеше, цела фаца ми ја лижеше и ме гризаше за уши, памтам. Не знам дали е било прво милениче, да ни сме имале некој папагал, нешто. Појма немам, али ете, тоа ми е така најдалечно, најубаво што го памтам, пани и како ме будеше. Мој first piercing, немам пирсинг, никогаш не сум дупнал ни уво, никогаш немам ништо такво направено. Мојата прва тетоважа, па сега не можам да ја покажам зашто носам дуксер и треба да еве уствари. И ова ми е втората, ама ова не е видео воопшто за втора, али да, имам само две тетоважи. Ако некој е така понов на каналот и нема гледано претходно видео, што имам и за двете тетоважи видеа, ета имам две тетоважи. Мојата прва помисла денес беше спиев убаво, за разлика од претходните денови кога ич некако не можам да се наспиам и се помислив дали сум преспал, видов дека станав негде од 10 сат и си помислив што треба да правам денес, дали некаде каснам. Од што толку работи нонстоп се дешаваат, више не знам што кога и само тоа помислив, Стефан, треба ли нешто да правиш денес? И би текна дека не треба и си поспав уште малце и си станав. Освен нели што еве треба да снимам видео, треба после имам обврски, така да Мојот прв пат на брод. Мојот прв пат на брод беше сега. Мислам дека беше лето во 2018 во Црна Гора. Не беше нешто луксузно големо, туку беше поишако мало бродче што си плови онака крстарење или како да се вика, whatever. Првата книга што памтам дека сум ја прочитал. Валјда би била лектира некоја, мада јас знаев да пишувам и да читам уште пред да тргнам прво деление, па не знам дали тогаш имам нешто читано ко книга, ко сликовница да била, не знам што, али не знам што беше у прво поделение, Зоки Поки да речем ако е у прво оделение, појма немам. Сигурно некоја лектира од првите оделенија. Прв концерт на кој сум бил никад нема се сетам. Знаете дека никад нема се сетам на кој прв концерт сум бил. Комао, што сум бил комао? На Каролина бев еднаш во Метрополис. Тогаш бе знам баја ги мал. Тоа ми е онака најдалечно што се сеќам. Што знам? Еве нека биде тоа Каролина во Метрополис. Тогаш албум промовираше нов и беше оној 1 март. Со неа ти, чуден бол во моите гради ти, после се така да ми вратиш. Тој албум цел, значи, тоа видете колку старо е, некои 10 години сигурно има поминато, така да ете, нека биде тој прв концерт што го памтам. Првата личност која зборев денес беше, ако се рачуна мобилен, тоа е Марко, ако се рачуна вака, тоа е сестра ми. Прво нешто што правам, кога ќе дојдам дома, прво нешто најчесто идам у WC, па после се пресоблекувам. И облекувам пижами, нонстоп седам по пижами дома и мислам дека сите повеќето седиме у пижами, така да е. Кога прв пат сидел на забава, леле, ние имавме во основно ни праe едни, само како ни ги вика, може се викаше и само забава. Али имаше некој такво име, не беше журка, не беше нешто, можеби само забава и кога ќе има забава и одреден петок или сабота се случуваше тоа, негде од 6-7 саат, колку можеш ти на деца од 5 оделение да им направиш. И тие забави у школи што ги правевме, што сега гледам колку биле уствари за греота, али буквално ќе ни пушта некоја мала диско бол да ни врти, ќе изгаса светло и ќе ни пушта музика и ние игравме и тоаш се случува ние опасни први некои така поголеми симпатии.
Абе, филмови. Прво хоби што некојаш си го имал. Може би игра Орна, што имам раскажувано више на каналот дека имам идено на игра Орна во на Неврхева Евра со Марко. Друго може би фудбал што тренирам. Сега не памтам што беше прво, дали игра Орна беше прво, дали беше фудбал или двете беа така пократки. Али не знам, ете или игра Орна или фудбал што тренирав. Не знам, ете ќе го завршам видеото тука, мислам дека се доволно затоа што одговорив стварно бајаги и се осекам дека ако зборам више ќе ви станам и досаден и дека видеото ќе трае до утре, затоа што стварно имам многу вакви прашања за што ти било прво. Се надам дека беше интересно видео и дека беше нешто така малце поразлично и плюс да дознаете ете за вие што сакате нешто повише за мене, што прво нешто имам правено и кога и како и што и зашто. Тоа е за ова видео, фала ви премногу за целата најогромна подршка. Лајкнете го ова видео ако ви се допадне, не заборавете да се супскрајбнете доле на мојот канал и ние се гледаме во следното видео. Чао!